Се викам Лазо Попдимитров. Роден сум во село Баница, Леринско. Во многу сиромашко семејство. Татко ми не го запознав, кога избега за Аргентина, ме остави од 2 или 3 години. Како сиромашко семејство се принудиваше на многу млади години да се запослам во рудникот во Баница. Кога влегоа германците, италијанци и бугарите во нашата земја, се вклучив и јас во напредно движење во село Баница. Така, на 1.6. стапив во редовите на ЕЛАС. Од почеткот бевме петорки, пендархијес. Тоа се до 20. јули иста година. Се собравме сите во срцето на Вичо и тука се формиравме 3 одреди. Нашиот одред зеде територијата Камакчелан. Задачата ми беше до октомври месец саботаж на мостови, на пруга, на џардина, сечење на телови и прибирање на разно оръжје во селото Макстанато. Кога расчистивме сите германци, бугари, италијанци, останаја домашните издајници. То требаше и тие да ги расчистиме за да можеме да створиме една стварна држава и да даде слободата на народот. Од кога ги чистиме во Кожанско сите припадници на германците, трнавме за Ипер, за Зерва. Расчистивме и тамо. Од тамо задача треба да се трне за декемвриските настани во Атина да поможеме на тие другари. Стигнавме Мишолонги, Гринјо и Карши Патра едно 3 сати има делеше преко море. Тука се стори договорот на Варкиза и требаше оръжјето да го дадеме со Папандрео. Сите мои другари, кои тие се бореја храбро на бојното поле за една стварна слобода, сите се разочараја и со солзи на очи, со глави наведнати, се вративме назад по истиот пат за оръжјето да го ставиме во сеќата. Од кога се стави оръжјето во сеќата и дојдовме дома, не горделиви, пак така овредени, почна терор на Папандрео, на стариот Папандрео. И друг излаз немаше. Сите борци што беа тогаш, што се показаја, што се бореа за народот, за правата на народот, тие почнаа да и тепат по лозија, по нивја, да затворат по затвори и друг спас немаше, ми од тука пак се створи новата граѓанска војна. Како таков пак зедов учество во граѓанска војна. Тука бев и како политички комисар на Чета. Јас сум Заха Проева од село Горничево, Леринско, Грција. Организирана бев и како партизанка доброволно ступив во одредите на Демократската армија на Грција. Во Демократската армија на Грција, кога ступив, ме одведоја право во Грамос. Кога јас ја зедов првата пушка, кога ја пукнав првата пушка, осетив едно, ме турна таа назад. Се осетив така, како уплашена. Од Вичо последно не одведоа во Малимади. Последната битка што ја водивме во Малимади, доста дено и тамо се боревме и во тоа место, значи во Малимади, исто како беше тоа, само камејна. Ете вака како што се гледа тука. Камејна да не можеш кај да се скриш глата. На 7. мај 1946 година бев испратен со задача од раководството на втората Чета Вичо планина во селото. Пред да успеам да завршам задачата, бев фатен од маркофашистите грци. И после од едно 2 месеци трагично испитување, кој си бил, одека си дошал, шо бараше, со кого се соработуваш, ме одведоја во затворите Лерински, Редже и Пинакес, Филакес и вика таму тие. Од едно известно време ме однесоа во Гедико или во Солун. На 24 јуни 1948 година ме одведоа на суд во Солун со
обвинение оти сум имал соработка со Срби автономисти и сум сакал да прилепам Егејска Македонија на Југославија. Исто така обвинет сум бил и за убиство на два жандармери и други около ова и други обвиненија имаја. Ситуацијата беше многу тешка за мене, времето беше многу лошо, во тоа време беа почнати борбите во Грамос, но се во Солон и тепани, и ранети, и се. И така сите вие судиите таму беа здивени. Првото обвинение како што сум сакал да прилепа Македонија на Југославија на смрт. Второто обвинение за убиство на жандармерите доживотно. Оттаму дојдовме во една, се собравме 20 на души, ке сега викат другарите, знаете, оти сега сме опколени од сите страни и треба да се бориме па да излеземе на крај. И тамам излеговме натаму и јас пак почнаа борби и јас се ранив тешко во левата нога. Беа другарите ме подзедоа малку, ме носеа, али тешко беше, бевме опколени од сите страни, не можеа да ме земат потака. И памтам еден другар, тој беше од Герман, Стојан Маđев, тој доста ме носеше и кога ме оставија таму, плачеа другарите за мене, велеа, како те оставаме тука во ова место, пустелија, што ќе прави сама. И јас што да правив, сега ме оставија сама, почнав да се влечкам, дојдов исто така, ете, како од тука, во ова долу така. Се влечкав и паднав во најдолу тука. Ко тамо паднав во едни капини и ко се таев тамо, во мене носев само 2 бомби. Оти другарите ми го зеда оружјето. И кога се свестив, гледам над мене тука сега нагоре, врви мртвата стража. Тие мавроскуфидес ги вика во Грција. Тие беа најлоши. Па да видат на рочето жена ранета, одма наместо ја оставаја. Али не знам како, не ме видоа мене, јас во тие капините бев собрана тамо, не ме видоа и си заминаја тие. По 10 минути слезе цела војска одгоре. Јас сега долу падната, а тие нагоре ме гледат. И слегоа долу, вика не се плаши, вика, тие штом не ти сторија лошо овие мртвата стража, ние нема да ти сториме ништо лошо. Само молим те, не се плаши. Пред да ме одведат мене на суд, многу одведоа пред мене, така да речеме, на суд и се осудија на смрт од монокофашистските судови и којто по 3 дена после и поштија на 6 метра да ги стрелат. Тие другари сите гинеа храбро, со извици, да живее партијата, да живее Демократска армија, да живее Захаријадис. Тогаш беше водач Захаријади. Кога ме фатија, ме однесоа во логоро во Лариса. Тамо со мои другарки излезав цела година. Не ме однесоа одма во затворо, пошто бара документи од целото. Ги побара документите и одма ме однесоа во затворо. Во затворо во Лариса, во затворо тамо ме отсудија 5 пати на смрт. Иако само имав 19 години, со мои другарки заедно не одведоа тамо и сите се чудија оти толку малолетни бевме да не осудува на смрт. Али то не можам да го заборавам никој пат. Тој ден кога ми саопштија оти осудована сум 5 пати на смрт. Пендаки се танато. Малолетна бев, немав никој тамо. Сама. Никој пат не може тоа да се заборави. Послем тоа престанаја
мои другарки тамо земваја, стрелаја. Една само можам да кажам колку пати една другарка кога дојдоа ноќта да ја земват, станете ја, вика, станете ја, таа треба да стани. Да стани да ја убиеме. Никој не се осмеливме да одиме да му речеме стани, оти ќе те убијат. И таа другарката стана и се изми, вели, ајде, ви пожелувам да бидам јас последна. Си отиде, толку беше тешко, што тие моменти не се заборават никој пат. По тоа, не викнаа нас, 5 дена нима дајно, 5 дена да живееме. И на 5-тиот ден требаше да бидеме стрелани. Јас и една моја другарка, тој ден истиот, ми вели еден од жандармериите, рече, колку сте осудовани вие, Чупина? Му велиме, ние на смрт нема да куртулиме од вашите раци. А ми вели тој, јас сакам да ви помогнам. Шо ќе ни помогнеш, му велиме, ние знаеме оти храбри сме и ќе одиме и на смрт што сме осудени, нема за нас куртулвачка. Тој вели, ќе ви кажам, јас има дојдено наредба, ќе ви кажам да одите, ќе ви кажам, ќе бидете слободни да спиете една вечер слободно барем. И стварно тој на другиот ден ни вели, ошерано дојде, али таков потрес кој дојде да тропа на вратата, то се знаеше, штом се тропаше на вратата, земва за стрелајне. И тие моменти ни викат нас, и жените никој не смеа да не разбудат, да речат оти станите, ви викат. Му беше страв да не земат, да не стрелат. И тој милиционер вели, викнете ги тие, рече, појки да му кажам да заспијат на ратот и нема да ги стрелат. Тоа помина. Дојде, не викна директорот на другиот ден, ни го прочита законот, рече, нема да ве стрелат, али то беше, може 150 души бевме за стрелајне. Партизани, партизанки, од цела Македонија, од Грција. Со посебна наредба на министрот за јавен ред Наполеон Зервас, сите политички затворени да се носат во островот Јура. Тој остров не знаевме каков и што е пред да ма однесат таму. Ма натрупаа од Содон во еден брод носач на тенкови и тешки возила. Близу 1350 души. Тука зедовме вестник и прочетавме оти сите политички затвореници се носат во островот Јура, ќе си живеат слободни и ќе му се поправи животта. По 30 и некој саат стигнавме во тој островот. Кој ќе видиме пред нас еден сличен таков остров, истиот. Само камен, мелтеми, ветришта и ниш друго. А пред нас од лево и од десно беа жандари и стражарите надзорници. Сите со палици во раце, стапои, одвија шеќерни тршки што и подпиравме шаторите. И тие имаа конкуренција сега меѓу ними, жандармери со стражарите. Кој повеќе ќе натепа и од кого повеќе ќе паднат у несвест. И стварно, кога излеговме однатре, статурија над нас озгора зверски, да мават колку што се може, и другите, останатите, да и креват по кебе и степаните да ги носат, да се носе прва помош геомети од пак наши лекари. Тука, како јас што бев млад тоа време, имаше и многу помлади од мене. Цел остров, што камини имаше, требаше да се крева, да се носи во морето и ми велеа така. Ако успеете да го направите суша морето, ќе си ојте од тука. Ако не, тука ќе умрите, тука и деца ќе ви доат, и внуци, и правнуци. Но духот на сите наши политички затвореници беше таков, што не наведевме глава, не клекнавме. И како сега да се сеќавам, татко на коленце Рисо сега живее во Скопје, Васил се викаше, го зеваа од морето со вреќа цементот да го носе горе на врвот, оти таму правен бункер, му беше страв да не дојдат нешто од Југославија или од Бугарија со бродови да ма кренат до таму. Не држја во затворо, не држја скоро еден месец толку. После
не одведоа во камиони со бродови пак, не однесоа во Атина. Во Атина, тамо во затворот Аверов, пошто бевме малолетни, не испитува, речи, која година сте родени, кажувајте, вие не сте за овде, ќе одите во малолетните затвори. Ме пикнаа натре, тамо почна да ни дават едни харти, бели харти, без ништо пишани. И му велиме ние, зошто овие харти ни ги давате, овие немат ништо пишано. Ама речи, подпишете се вие, ние ќе дополниме. То знаевме ние од тој декларација и така ние не му се подпишавме. И една по една ни избрка нас од таму. После не однесоа од тој затвор, оти бевме малолетни, во Кифисја. Во Кифисја, и тој беше малолетен затвор, таму само со жици беше тој, таа некоја школа била, и таму почна да не мачат, ни велеа, ќе работите тука, има да работите, ќе ви даваме, и таму не затворува во подруми, по 24 сати ни вода, ни леп, ни даваја. По тоа, по една година и таму што не држаја, не однесоја пак во Аверов. Во Аверов, кој се пикнавме натре, како во еден бунар, само цименто, таков затвор беше тој од Турција уше. Таму 12 години, останав цели 12 години. Младите што имавме меѓу нас, помлади од мене, и ми велеа така: Лазо, баре ти нешто види. Женска види, си оженал. Ние не знаеме што ќе се каже женска и како. И тие, може да кажам, останаја неспособни за цела живот. Мајките продолжија, не само тамо, и од други затвори. Со борбата на светската јавност, што се ви каже, почнаа да ме носат по разни други острови. Од Крит ме однесоа во Керкира, од Керкира ме однесоа во Закинцо, Кефалонија, опет од Крит во Ираклио. Стрелањата беа ден през ден. Многу другари наши, млади, немаше секој сабајле да ги слушаме пушките надвор од затворот, како и стрелат наши другари. А песните и викањето да живее партијата, да живее борбата, то слушаме ние. И тоскаш да мине ден, два дена така, ужалени, сторени, колку да се расположи малко, пак друго стреле презеваја грците монархофашисти. Таму имаше еден програм, ако немаше програм, требаше да се сполајме. Сабајле ќе станеше гимнастика, па работа, нешто рачна работа, имавме предавања, марксизам, политичка економија, па сите овие работи, историја, математика, немаше слободно време. И така, и еднаш неделно, два пати рачна работа работевме. Ова беше животот цело во затворот. Направив една молба, ја фрлив таму, казната ми ја намалија на 17 години. И пошто имав одлежано цели 12 години, со две трита на казната, требаше да направам документи за да се ослободам. И ко ми соопшти директорката, речи, твоите документи ги фрлија, пошто беше за жал тогаш, беше еден празник и сите другарки си бегаe, пак јас останував, па плачи, па како беше. И не те сакат, вика, ти си комунистрија, ти имаш толку работи, не можеш да останиш, ќе останиш, вика, тука. Добро, се принуш, што ќе правиш, мора да се осудиш, така, ќе лежиш. Додека бевме таму во тој остров, бевме кожа и коски. Храната беше мезерна. Ми даваа една бакла, не знам од колку години по магазините, полна бобалки, црвија. Но немаше друг излаз и требаше да јадеме. Со илјади од нас имаше фатено дисендерија, дури и крв понадро да течеме.
муви много. Се јавија разни други болести. И пак ме извадуваа по 2000, 3000 да го чистиме цел остров, да ги тркалиме камените во море да го правиме суша. Јаска од тие сите слави бев и јас еден с кожа и коски. Петлицата од панталонот такла од тука и пак не стоеше над мене панталонот. Од боси, голи, студено и други страдања таму. Требаш да имаме едно видвење, требаш да има роднина да биде петтиот степен. За писма било, за шо било така. И тоа требаше да помине 53-54 година да дојме на контакт со наши роднини што беа од Југославија па и од другите народни републики. Кон есента пак ми рекоа да направам една молба да ми поминат повторно документите. Направив и дојде ноември месец. На 2 ноември дојде слободата за мене. Ме испуштија од затворот, али и то се пуштив од затворот на 2 ноември. Кога ми пуштија, ме викнаа, сега си слободна, ќе чекаш да ти дојди тој документо, за да те пуштиме. 3 дена го чекав документо, дури да дојди, оттаму дојде документо, ме пуштија, се испратив со другарките, само 25 души од 500 души кои влегу во затворот, само 25 души остаев јас. После 18 години цели затвор и маки по разни острови во Грција, и со помош на светска јавност се принуди Ѓорѓос Папандрео, тогашна нејна влада, да ма ослободе тие 2000 души што бевме последно, условно за 5 години. Си дојду во село Обајница, не најду ништо. Мајка ми умрена, тој малку и моче имаше се поништи и немаше друг спас што да правам. Жената, тогашната жена и ќерка ми беа у Руманија, у Крајова. И требаше со 300 мајки да земам пашош, што не ми даваа грчките власти, и со помошта на тогашната организација ЕДА, успеав зедов пашош и заминав за Руманија на 24 ноември иста година, 64-та. Кога ојдов тамо, за жалост, уште една чаша горшлива испив. Жената што ја имав, а најдов со друг маж. Ќерка ми што остава од 1 месец, а најдов сега над 18 години. Немаше лек за да може да се помири ситуацијата. И така станав по 2 месеци после преку Софија дојду во Македонија, во Битола или Скопје. Тука кога дојдов, се осетив у нашиот крај во слободен и јас и нови крилја да извадам онатре во новата живот. И тука си запознав со другарката Зака Проева, сега по Димитрова, си сказавме сите маки и тие маки ме поврзаа и денес си живееме една сложна и нормална живот. Кога се ослободив од затворот после 12 години, се дојдов во родното село Горничево. Тамо останав цели 3 години. Ми дадоа една лична карта, само да немам работа, не ми дозволува да без работа, и таа лична карта пишеше Ане Фергасијас, да немам право да работам. И после направив документи за да одам да ги видам моите родители кои живеа во Македонија, во Битола. Тамо овие грчките власти не ми дозволува, пошто ми го има одземено државлjanството. После тоа ми дадоа само еден пашос да ја минам границата. По 3 години маки,
тој пашоцот ми го издадоја и дојдов во Битола во Македонија. Тука се запознав со Лазо Попдимитров и имаме една ќерка и си живееме сложно.